Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Добар ден, ја слушате економската емисија Бројки на Радио Слободна Македонија. Уставниот суд вчера донесе одлука со која одредбите од изборниот законник и законот за спречување на корупција се времено стопирани. Тоа значи дека земјоделците конечно ќе можат да си ги добијат ветените субвенции. За тоа кога ќе почне исплатата ќе разговараме со мојот гостин денеска, министерот за земјоделие Михаил Цветков. Добар ден, господине Цветков, ви благодарам што издвоивте време да гостувате во Радио Слободна Македонија. Добар ден и од мене до вашите слушатели. И секој благодарам што ме поканивте да имам таа можност да дадеме објаснување во однос на оно што го поставивте основното прашање исплаќање на субвенциите. Ви благодарам. Веќе не постојат законски пречки за исплата. Кога реално може да почне исплатата на субвенциите? Па така, секако дека вие знаете дека еден подолг период во медиумите се расправаше од тоа зошто не се исплаќаат овие средства, законски пречки, има пари, нема пари, така да имаше највеќе верзии. Нормално е земјоделците најдува повеќе штрајкови, блокирање на патишта и така натаму, но секако дека јас од првиот момент кажав дека основниот проблем за исплаќање на субвенциите се законските пречки, односно во изборниот законник децидно е напишано дека субвенциите не може да се исплаќаат 20 дена пред отпочнување на кампањата, пред било кои избори, дали се тоа за парламентарни, локални или за председателски, и до конституирањето на водениот случај на собранието, односно избор на нова влада. И практично проблемот настана што во изборен закон пишува дека не може да се исплаќаат субвенции до избор на влада, како што знаеме дека политичката криза која што трае по еден подолг период, и од тие причини еве се уште неаме изберена влада и земјоделците не може да си ги добијат субвенциите кои што им се влезени во програмата, одобрени од Собранието на Република Македонија, внесени во буџетот на Министерството за земјоделие, но еве, како што реков, од едни вакви законски пречки, морам да кажам и закон кој што нема никакво действие, практично сега тие со нивното исплаќање не делува на ништо, односно завршени се изборите. Така да, како што реков, проблемот е едноставен, но од тие причини не се исплаќаат. Јас веднаш веќе и предложив и некој Министерство за земјоделие и измени на овој закон, односно се тргне ова дека до формирање на нова влада, како што реков, нема никакво влијание на изборите, но знаете дека конституирањето на собранието се уште во тек, не е завршено. И од тие причини се побара решение во Уставниот суд, кој што на наша, еве да кажам, изненадување добро, односно една добра одлука донесе Уставниот суд, да практично една група на граѓани која што беше обесправена со овој закон, се работи за една, како што реков, една доста голема група, која земеме дека некаде 80.000 земјоделски стопанства се регистрирани во Министерството за земјоделие, и да земеме дека еве по тројца членови се од една семејство што е на минимална бројка, се работи значи на 240 до 300.000 луѓе, граѓани се обесправени. И што е уште полошо, овие средства се неопходни за земјоделците, имајќи во предвид и сите оние природни непогоди што им се случија во изминатиот период на оваа година, така да и неземањето на субвенциите практично ги доведовме земјоделците во една многу тешка состојба. Јас секако дека за цело време имам контакти со земјоделските здруженија, со земјоделците, и кој што гледате вие, немаше протести, немаше немири, немаше штрајкови, бидејќи јас на состаноците ми реков доколку е решението во штрајкови, јас прв ќе дојдам со вас, ќе штрајкувам, али против кого ќе штрајкувам? Проблемот е законот треба да го расчистиме. Еве, кој што реков вчера, Уставниот суд тоа го направи. Сега ќе чека, најверојатно, ќе се чека одлуката на Уставниот суд конечно да ја добие, да дојде до Министерството за финансии, и со незиното влегување во сила, Министерството за финансии ќе ги исплатува. Јас имав веќе средба со министерот за финансии,
значи тој ми рече дека со добивањето на оваа одлука Министерството за финансии веднаш ќе почне со исплата на субвенциите. Колку време реално се чека тоа? Дали може да се каже дека од наредна недела ќе почне? Па јас мислам дека со одлуката најверојатно судот вчера ја донесе. Так. Значи со влегување, со објавување во службен весник, автоматски таа станува извршна и Министерството за финансии од денот во објавување во весникот ќе ги исплаќа средствата. Така да мислам дека конечно еве дојде и тој ден да земјоделците ги добијат парите кои што нели со закон им се определени. Пари во буџетот за оваа намена има. Кои земјоделци прво ќе ги добијат субвенциите? Па вака, вие знаете, директорот на платечната агенција повеќе пати даваше изјави, да не кажам неделно, бар најмалку поеднаш се јавуваше. Тој кажа, го даде приоритетот, односно прво ќе се исплатат заостанатите субвенции од 2015 година. Во јавноста се шпекулира се о волкуси, онолкуси, јас само да кажам дека се работи за 72 милиони денари или 1.200.000 евра. Тоа се заостанати субвенции за субвенции за земјоделците што и треба да ги добијат додатни субвенции за органско производство, не знам, за овчари, за ова, за оно што е 30% што добиваат плюс и требаше нели некои рачуња да се направат дополнителни. И тие нели 72 милиони и секако одредени земјоделски стопанства кои што немале уредни документи, па се враќале, барали така натаму, но се работи, значи, како што реков, за 72 милиона и секако дека за 2016 година имаме доста неисплатени средства. Прво, сакам да кажам дека вие знаете дека за 2016 година со ребалансот на буџетот од 100 милиони евра кои што нели имаме стандардно за директни плаќања, 10 милиона евра ни беа симнати ради поплавите што настанаа во североисточниот дел на Скопје. И од тие причини, значи минатата година ние требаше нели редовно исплаќавме, јас како сум министер во 2014 година исплативме 104 милиона, 2015 103 милиона и 2016 година исплативме 90 милиона, кои што реков овие 10 милиона што ни ги симнаа. Доколку не се тие пари симнаа ради поплавите што настанаа во Скопје, ние и минатата година ќе исплативме 100 милиона. Така да за оваа година, за 2017, исто така имаме 100 милиона евра и за останати средства, значи неисплатени за 2015 и 2016 година се некаде 4 милиарди или околу 67-8 милиона евра. Пред се тука највеќе е тутунот, каде што, знаете, нели, тој се исплаќа наредната година се 25 милиона евра и секако сите оние што рековте, нели, ќе ги исплаќаме поред како согласно, нели, како доаѓале, нели, тие што се најзастарените, сега најпрво тие ќе ги исплаќаме. Или во секој случај мислам дека овие средства се обезбедени, ги има во буџетот, ги има во програмата и Министерството за финансии се надевам дека во најбрз можем рок ги исплати овие средства. Законскиот рок истекува крајот на јуни, ќе ги добијат заостанатите субвенции до тогаш? Па така, јас со директорот на платежна агенција ние веќе направивме еден план, така до 31 мај тој треба да ги изготви сите решенија. Сите решенија за нели оно што треба да се исплатат до 30 јуни. Се надевам дека Министерството за финансии ќе најде можности. Знаете, нели сега се работи за една поголема сума, кој што реков некаде околу 68-70 милиони евра, значи треба да се исплатат во еден кус период, но она што ви реков дека Министерот за финансии кажа дека средствата се обезбедени и дека ќе може да се исплатат. Студеното време им нанесе сериозни штети на Волшието и Зеленчуков годинава. Дали заврши пријавувањето на штетите? Така, согласно нашата објава, требаше до 10 мај траеше пријавувањето на штети. Значи заврши пријавувањето на штети, некаде 11.000 записници се направени, односно 11.000 земјоделци се имат пријавено. Највеќе се имат пријавено, значи, во Кавадаречко-Неготинскиот крај, значи имаме доста мрзнење на лозовите насади. Кавадарци 3.000, Неготино 2.700 и така Ресен 2.100. Знаете, Берово исто така има доста овие модра слива насади, кои што, да не кажам 100% се измрзнати.
Така да, значи, 11.000 се пријави. Сега комисиите излегуваат на терен. Колку време ќе трае тоа? Ви реков, значи, комисијата доека не ги заврши сите овие, формира 73 комисии, значи формирани се 73 комисии, тие веќе одат на терен и така да мислам дека со законот е еден подолг период, но ние нема тоа да го, мислам дека за еден месец дена ние се тоа ќе помине. И како ќе биде обештетувањето, дали ќе биде 100%? Па вака, согласно законот за земјоделие и рурален развој, обештетувањето може да се плати до 100%, но секако дека ние мораме да процентот ќе зависи практично од тоа колку ќе биде штетите, значи висината на штетата која што ќе биде и секако со средствата кои што располагаме во нашата програма. Врз база на тоа, ние ќе го определиме и процентот. Значи, во овој момент не можам ништо да кажам, бидејќи не знаеме ни еден податок. Значи, треба да видиме колку се штетите и врз база на тоа ќе ги знаеме, нели, колку се парите, знаеме што треба да исплатиме, колку имаме пари, врз база на тоа ќе определиме процентот. Реално, кога би можеле овие земјоделци да ги добијат парите од обештетувањето? Па, видите, согласно законот за земјоделие и рурален развој, постапката е јасна. Значи, комисиите сега што ќе одат на терен ќе направат проценка на штетите. Потоа овие проценки одат во Бирото за судски вештачење, каде што ќе се направи ревизија на овие проценки и после ревизијата на проценките ние јас изготвувам информација до влада, каде што ќе кажам колкави се штетите и ќе предложам процент кој што владата треба да го исплати и после одлуката на влада средствата ќе се исплаќат. Значи се работи за една постапка која што не можеме, нели, да кажеме колку ќе трае. Се работи за 11.000 записници. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Гостин во емисијата Бројки министерот за земјоделие, шумарство и водостопанство Михаил Цветков. Господине Цветков, во тек е огласот за ИПАР-2 проектот. Колку средства се издвоени за земјоделците за оваа намена и за што може да се користат овие пари? Па така се работи, значи, за ИПАР-2 програмата 2014-2020 година. Од страна на Европската унија одобрени се 106 милиони, од кои 60 милиони, значи, на познатата ИПАР програма, каде што директни корисници се земјоделците, и 46 милиони се наменети за институционално заекнување во земјоделските институции, тоа е Министерството за земјоделие, Платежната агенција и Агенцијата за храна и ветеринарство. Во однос на ИПА проектите, нешто што реков, е 46 милиони. Ние како Министерство за земјоделие веќе ни се одобрени како Министерство 3 проекти. Тоа е консолидација на земјоделско земјиште, одобрени се 6 милиона, значи прва фаза 3 милиона, втора фаза 3 милиона. Проект системи за наводнување, изградба на мали брани, 100 до 300 хектари наводнување по најсовремени системи за наводнување, исто така 6 милиони евра, и заекнување на земјоделските задруги, каде што најголем проблем на земјоделците во Македонија е организацијата, односно тие се разединети и тешко оди со пласманот на земјоделските производи, односно тешко го продаваат и тоа што ќе го продаваат по ниски цени, тешко наплаќат и така натаму. Исто така за овие консолидација на земјоделски задруги се одобрени 5 милиона евра. Секако одобрени се и за заекнување на агенцијата за, односно Платежната агенција и Агенцијата за храна и ветеринарство. И секако што е најинтересно за земјоделците, но што ме прашате, тоа е ИПАР програмата, 60 милиона, значи тоа се 60 милиона од Европската унија и имаме кофинансирање 25% од буџетски средства од Република Македонија. Како што рековте, го објавивме првиот оглас со едно малку подолго за доснување, нели збориме за 2014-2020, веќе сме 2017 година. Овој оглас е на 10 милиони, значи беше првиот, требаше биде 5 милиона, вториот 5 милиони, значи сега 10 милиони ние.
Но ние ги направивме практично сите мерки, чекори ги преземавме и мислам дека овие 10 милиони во еден брз период ќе бидат искористени, имајќи во предвид дека имаме информации дека има огромен интерес на ова област од страна на земјоделски стопанства, кои што сака да конкурира да ги искористат овие средства. И ова прилика користам да ги повикам и останатите кои што се мислат дали да конкурираат, еве да се јават. До кога трае огласот? Па мислам дека некаде до 10-15 јуни завршува. Тука е суштината практично сега на ИПАР 2 е 60% е кофинансирањето, 40% е учество на земјоделецот, но секако дека треба да се има предвид тука дека ние во овој правец преземавме и други олеснувања на земјоделците. Тоа е воведовме гарантен фонд од 26 милиони долари, каде што 50% од хипотеката ќе му ја гарантираме и 50% ќе му ги кофинансираме каматната стапка што ќе ја земат банката. Знаете дека системот на ИПАР програмата е прво треба да го реализирате проектот, а после ви се враќа средствата. Секако дека земјоделците не располагаат со такви финансиски средства каде што можат однапред тие да ги имат средствите да го финансират. Тие нели нормално треба да се задолжат во банките да го реализират проектот и после им се враќа средствата. Така да, како што реков, еве имаме 3 банки, 2 штеделници кои што го подпиша овој договор со USAID, односно со практично овој гарантен фонд е на Стейт департментот. Значи овој гарантен фонд не е за Македонија. Овој постои во целиот свет каде што располага со 2 милиарди долари. Значи се работи за еден огромен гарантен фонд. Ние сме дел од тој со, нели рекаме, со 26 милиони долари, каде што гаранција е Стейт департментот. И она што реков е многу големо основање банкарската камата, каде што 50% ние му ја субвенционираме, значи ако е нели велиме максимум 8%, што нели во дадениот момент не е, али еве ако земеме максимум, значи земјоделците ќе плаќаат 4% или ако е 6,3, ако е 4,2 и така натаму, што е едно големо леснување. Секако многу им помогнавме на земјоделците, што практично во ИПАР 1 програмата што беше како проблема, тоа е дека земјоделците треба да имат проекти. Практично ние сите типски проекти на земјоделците, ние како Министерство за земјоделие им ги заработивме и им стојат на располагање бесплатно во подрачни единици, може да ги подигнат за оно е нели што сака да конкурира, дали за краварска фарма, свинјарска фарма, овчарска, козарска, лозов насад, лешников насад, капка по капка, значи се она за колку проекти еден земјоделец може да конкурира? Откупно дистрибутивен центар, значи нема ограничување. Нема ограничување, нормално доколку ги може ли и за окрупнување и за системот за наводнување? Да, значи може, значи систем капка по капка, значи практично се што е во земјоделието за се може да конкурира и што сега сакам да ги охрабрам земјоделците, кои во ИПАР програмата имаше ограничување, тракторите треба да бидат потекло и опремата за овие преработувачи капацитети да биде од Европската унија, практично сега до 100.000 евра може од било каде да се набави и опрема, и трактори, и така натаму, и така натаму. Значи има многу олеснувања во однос на ИПАР 1 програмата и секако уште една работа што ние како Министерство направивме, тоа формираме еден тим од 80 агроинженери кои што им стојат на располагање на земјоделците во изготвување на самите апликации. Вие знаете дека сепак постои една процедура која што треба да се запази и мораме да признаеме дека тие 80 земјоделци сите не се толку вични па за да може тоа да го направат. Од тие причини, значи секој земјоделец се јавува во подрачната единица и му стои на располагање агроинженер кој што му помага во изготвување на самата апликација. Така да, како што реков, се направивме она што треба и мислам дека овие 10 милиона се стварно, хајде не кажам, многу малку за она ние што го има, што све што го направивме. И еве јас со директорот разговарав, мислам дека за еден месец после завршувањето на огласот ние практично ќе ги завршиме сите апликации, односно ќе ги решиме, ќе подпишеме договори, значи во најден брз можен период да може да се искористат овие средства.
Така да, уште еднаш ќе кажем дека значи има три мерки, тоа се инвестиции во материјални средства на земјоделско стопанство, пред се тука се мисли на трактори, плугови, не знам се што треба, тие мучери, што е потребно. После втората мерка на инвестиции во материјални средства за преработка и маркетинг на земјоделски и рибните производи. Знаете вие дека земјоделските производи треба да иде на еден втор степен за да им се зголеми вредноста, тоа е преработвачките капацитети што треба се зголемат. Значи исто така и тие може да конкурират, како што рекол, до 100.000 евра набавка на опрема може да биде од било која земја. И третата мерка диверзификација на фарми и развој на бизнеси. Исто така сум информиран дека по оваа третата мерка има еден страшен огромен интерес. Значи тука пред се да кажеме со прости зборови се работи за отварање на во туристички места, пример куќа да ја направите во една као туристичка да доработите на селски туризам. После за обновливи извори на енергија, сончева енергија да користите да произведете струја, хидроцентрали да произведете струја и така натаму. Исто така сум информиран дека и од таму имам многу апликации. Така да овие 10 милиона денари кои што евра што ни се на располагање сега со првиот оглас е стварно многу малку према она што очекувам јас што ќе се јават на овој оглас. Споменавте дека вашите тимови им помагаат на земјоделците, меѓутоа дали тие се информирани како да аплицираат и колку пари им стојат европски пари на располагање? Дали треба до нив да допре информацијата, да знаат ли? Бебе, Наташа, тоа и на почеток го кажав. Ја користам ова можност тоа да го кажам. Ние држиме пресконференции. После, само за ваша информација, значи, ние нон-стоп имаме инфоденови. Значи, еве, една година нон-стоп држиме инфоденови по целата Република на Македонија. Ги информираме претходно земјоделците каде ќе се држат состанокот, инфоденови, им објаснуваме како да аплицираат, што да аплицираат, зашто се наменети, така да мислам дека сега земјоделците се информирани, не е проблемот во тоа. Сега мислам дека све е направено што треба за овие 10 милиона, затоа велам се многу малку овие пари. Ние сега ќе имаме многу повеќе апликации него што ќе имаме пари. Јас само да ви кажам, еве за огласот што беше во 2015 година од ИПАРТ 1, за последниот оглас, ние имавме негде околу 15 милиона евра за останате од 2008-2009 година, не знам како таму, ни ги одобрија тие пари да можеме сега да ги аплицираме. Ние имавме апликации за трактори за 6 милиона, а имавме на располагање 3 милиона. Значи за 3 милиона не ни достигна. Така да за ИПАРТ 1 програмата ние веќе имавме проблем со пари. Така да ова не е проблем, значи се е информирано, се е направено. Сега само треба пари. Јас имав средба скоро со директорот Никола, кој што е на ова Европската комисија за овие средства. Му кажав, директоре, многу малку се пари. Ве молам, дали ќе можете да ни обезбедите повеќе пари. Така да доколку и тоа сакам да кажам, доколку сега првиот оглас успешно помина, односно се виде дека имаме многу повеќе поборување од толку што имаме пари, мене ми ветија дека овие што се за ИПА 46 милиона, доколку за ИПАРТ програма се користи, можеме од тие пари да префрлиме да ги дадеме на земјоделците. Така да ако што гледате 60 милиона и 46 милиона, ипак за 46 милиона се помене многу пари дадени за јакнување на институциите. Подобро ние тие пари да ги дадеме на земјоделците. Така да постои една такава можност, али ни рекоа, дајте да видиме дали сте спремни, бидејќи имајќи го искуството од ИПАРТ 1 програмата, каде што многу малку искористите средства, од тие причини ние ставивме сега повеќе на ИПА програмата. Доколку вие го покажете тоа дека се спремни и користите, ние ќе префрлиме од тие пари, ќе префрлиме вама. Значи не нови пари, али пари од ИПА програмата, односно овие 46 милиони евра. А колку вкупно до 2020 година ми се на располагање? Значи 106 милиона. 106? Значи 106 милиона, 60 милиона за ИПАРТ програмата, кај што може да конкурират земјоделците, и 46 милиона за институциите, значи Министерството за земјоделие и шумарство, платежната агенција и Агенцијата за храна и ветеринарство. Министра најавен е софтвер за откуп на земјоделски производи. Што ќе значи овој софтвер и до каде е? Така, значи еден од
основните проблеми на земјоделците покрај ниската цена, што е нормално гледате, има една страшна конкуренција од околината, од нашето окружување, Албанија сега, Турција гледате не конкурира. Значи, кај што има ниска цена, проблемът е самата наплата. На самите средства да си ги наплатат. Значи, ајде колку е ниска, баре да си ги земе тие пари што треба да ги земе. И сега практично тука ние немаме како министерство не може да направиме едно согледување кој плаќа, кој не плаќа, бидејќи ако земете дека имаме некаде околу 1000 откупувачи на земјоделски производи, државниот експертитет за земјоделието не може да има увид. Сега треба да иде на лице место на секоја фирма па да проверува платил, не платил и така натаму. Од тие причини, ние, Министерството, минатата година распишавме на оглас за изготвување на едно софтверско решение, каде што сите овие откупувачи ќе го имат нашиот софтвер, значи овие 1000 откупувачи, и преку интернет, практично државниот експертитет за земјоделие во секој момент ќе знае во Република Македонија што се откупува, по која цена, и дали истите откупувачите во законскиот рок од 3 месеци им ги сплаќаат средствата на земјоделците. Така да сакам да кажам дека софтверот е веќе во завршна фаза. Ние сега во најскоро време ќе пуштиме еден демо да го пробаме за млекарската индустрија, значи овие што млекото што го предаваат во млекарите. Вие знаете дека сега се добива некои белешки, па тие ги носат во платежна агенција, па тоа оди квартално, па таму ги губат, па сметат, па рачунат и така натаму. Сега веќе нема потреба да на таква работа, бидејќи планираме месечно да им ги сплаќаме субвенциите за млекото. Млекарата која што ќе биде евидентирана кај нас како откупувач кој ќе исполни условите, ќе го има нашиот софтвер и автоматски за исплаќање на субвенции ќе биде нивниот извештај, компјутерски извештај ќе го даде. Видете, ова функционира, знаете, за тутунот. Ние направивме такво софтверско решение и вие знаете дека ние, да не кажам, секој дневно дававме извештај колку откупено по која цена. Тоа ни го возможеше во управо софтверот. Така значи имаме едно такво решение кое што е стварно многу добро се покажа како добро, и ние сега практично во секој момент ќе знаеме во Република Македонија што се произвело, која количина и колку по која цена. Значи, нели сега се нагаѓа, те толку биле пари, волку биле, тоа било вака, па нели секој кажува. Сега во секој момент ние ќе знаеме што произведуваме и она што рекол основното. Софтверот така, значи тоа беше моја барање, да кога ќе дојде пред 3 месеци, нели со законот за земјоделие за 3 месеци треба да се плати земјоделецот, да државниот експертитет за земјоделие му алармира дека на тој земјоделец таа откупна компанија му нема платено на земјоделецот. И планираме да воведеме банкарски гаранции, значи одреден процент од добратот на секој земјоделец, одреден процент да има банкарска гаранција во случај доколку за 3 месеци во законскиот рок не плати, да можеме да му ја повлечеме, да им повлечеме тие пари од банкарската гаранција. Со воведувањето на овој софтвер практично ќе се спречат сите шпекулации и манипулации кои што ги прават откупувачите. Моето последно прашање до вас е со кои други проекти кои што ги реализирате овој период ќе придонесете за доброто на земјоделците? Кои се? Па јас кажав дека од ИПА програмата што е ние како Министерство за земјоделие, моје основно барање беше дека ние повеќе нема да бараме студии, проекти и така натаму, него ќе бараме конкретни решенија што се битни за земјоделието, а тоа вие знаете, за да бидете земјоделец, основно треба да имате земја, затоа се вика земјоделец, треба да имате земја. Имајќи во предвид дека земјоделското земјиште во Македонија е доста уситнено. Некаде 0,2 хектара, 3, 4, 5 хектара е големина на површините, а ако земеме дека во Европа е 20 хектара некоја просечна цена на големина на земјоделските површини. Од тие причини, мислам дека ова недела имаше отпочнување на проектот консолидација на земјоделско земјиште, каде што изведувач ќе биде ФАО. Ние ќе направиме сега
испитување во цела Република Македонија, каде има најголема заинтересираност од земјоделците да се направи една ваква консолидација. Бидејќи знаете имаме и закон за консолидација кој што е доста либерален, односно консолидација ќе се прави онамо кај што земјоделци се сака да направат консолидација. Така да одобрени се 2,5 милиона евра. Изаберена е, како што ви кажав, ФАО ќе биде Светска организација за храна како изведувач на работите. Имајќи во предвид дека ние веќе ФАО финансираше самата организација еден проект во Егри на 400 хектари и морам да ви кажам, сум презадоволен од она што треба да се направи. Значи, од 800 парцели кои што беа земени со овој проект за консолидирање, се сведува на 200. Значи, 4 парцели се ставени во една, сите парцели се правоаголни, до секоја парцела има пат, има систем за наводнување и систем за одводнување. Тоа е она што треба да го има земјоделецот. Ако вие како земјоделец имате на 10 места по, 2 декара, 3 декара, па немате пристап до самата парцела, па имате проблеми со комшиите да дојдете до самата парцела. И трошковите за обработување на таквите парцели се многу големи и на крај добивате производ кој што е неконкурентен, односно имате неодржливо земјоделско стопанство. Така да, значи, тоа е првата работа на која што сериозно работи. Втората работа, за да имате одржливо земјоделие, треба да имате, кој што рековме, земја, треба да имате вода. Земјоделие без вода нема. А имајќи во предвид дека Македонија е сушна земја, значи не може да кажеме дека има многу врнежи. Гледате, има врнежи кога не треба, но кога треба нема врнежи. Од тие причини ние прво како министерство, како влада, донесовме на програма од 10-годишна од 200 милиона евра, каде што 20 милиони евра ќе вложуваме во системи за наводнување буџетски средства и побаравме од ДИПА програмата да не одобрат средства за изградба на мали системи за наводнување, значи на суводолици, со зафаќање на мали брани и езерца, од кои што ќе наводнуваат од 100 до 300 хектари обработлива површина кај што ќе се направат најсовремени системи. Исто така овој проект не е одобрен од страна на Европската комисија и имаме уште 2 милиона евра други неодобрија, тоа е од ИПАРТ 2013 година, 2 милиона евра, бидејќи не можевме да ги искористиме за земјоделците, не може да ги искористат. 18 милиона дадовме за развој на руралните средини, а 2 милиона одобривме за изготвување на овие проекти. Ние во Македонија имаме инвентирано некаде околу 80 вакви мали системи кои што може да се направат и со овие 2 милиона евра веќе тендерот е распишан за избор на консултант кој што треба да ги направи овие проекти. Планираме да направиме 20 вакви проекти и со овие пари што реков што ни се од ДИПА после да ги реализираме. Трета работа на која што исто така сериозно работиме, што е не е нешто ново што ние сме го измислили, но што западниот свет функционира, тоа е организирањето на земјоделците. Се она што во светот до сега е направено, најдобро е тоа е во земјоделските задруги. Ние имаме кај нас во Македонија, прво сакам да кажам дека имаме закон за земјоделски задруги, 2013 донесен, имаме некаде околу 30 земјоделски задруги веќе формирано, но морам да кажам дека земјоделците првенствено ги формираат овие земјоделски задруги за да ги искористат бенефициите што законот за земјоделски задруги дава, што не е целта на земјоделските задруги. Напротив, целта на земјоделските задруги е да тие се бидат организирани, значи организирани земјоделци кои што ќе се договорат во одреден регион што ќе произведуваат, кои производи, кај ќе продават и ќе прават една исто, значи тоа што ќе го произведуваат ќе биде иста култура, исто кога ќе товараме еден шлепер, да товараме исти домати, да не секој произведува различито. Така да и во тој правец Европската комисија ни одобри еден проект од 5 милиона евра за заекнување на земјоделските задруги. Проектот е веќе отпочнат, значи се отпочна со самиот проект и идејата ни е да некаде 20 земјоделски задруги со минимум 75-70.000 евра до 150.000 евра им помогнеме со
изградба на одредени капацитети за ладење, за сортирање, за пакување, така натаму, зашто земјоделската задруга мора да биде опремена. Значи да биде опремена со зграда, со оно што, како што реков. Така да еве тоа не е прифатено и секако остана уште една работа која што еве не успеавме да реализираме, тоа е да во струмичкиот дел произведуваме сертифициран градинарски расад. Сега земјоделците оставени сами на себе тие да одлучат што ќе засадуваат, кој квалитет и така натаму. Ако што знаете, тоа се со илјадници земјоделци, не можете вие да ги соберете, да ги организирате, да се договорите. Јас направив повеќе состаноци, но тешко, не бива тоа, не може да го направиме. И идејата е да сега најдовме веќе и луѓе кои што сакат да инвестират во тоа, да го производиме ние, да го произведуваме овој сертифициран расад, значи под наглед на научни институции, здрав расад да направиме и да се договориме со откупувачите, односно оние што треба да го продадат, што е тоа, кој тип на домат, да речеме, во Русија треба да го произведеме, ние таков расад да произведеме. И тој расад 50% ние да го субвенцираме како држава на земјоделците. Значи, сватив дека проблемот е мораме да семенскиот материјал многу да вложиме. Значи, не само на, што реков, ово е на земјоделскиот расад, земете во краварството. Ако ние вештачки ги осеменуваме тие крави со неквалитетна сперма, ако земе тоа дека, не знам, јас дури им реков, еве, ние ќе платиме колку треба, ама таа вика, скапа е, што е квалитетната. Ние ќе ја платиме, 1000 на ќе биде тоа, ние ќе ја платиме. Ние однака плаќаме 1000, не знам колку за едно теле. Али вие 10 години ќе имате квалитетна крава ќе имате, која нема да дава, ако мајка дава 45 килова, ќе дава 25, ќе дава и ќерки ќе дава 45 кила. Исто така, сакаме еве да го земам оризот. Знаете, секоја година имаме проблеми, ниска цена. Да, цената е ниска, бидејќи нашето производство по единица хектар е многу мало. Ако земете дека во Кина веќе е достигнато до 14.000 килограми по хектар, во Македонија е 4.000. Како успеваат кинезите? Простечна цена. Простечно производство на ориз е 4.000. И сега вие не можете со едно дупло, тродупло помало производство да бидете конкурентни на страните пазари. Така да идејата ми беше сега да ние како министерство го набавиме, да го набавиме сертифициран семенски материјал, бидејќи тоа многу поевтино ќе кошта, него да после плаќаме, нели, за земјоделците што не може да го продадат оризот. Односно, кога би имале дупло поголемо производство, а тие сигурно ќе имат дупло поголемо производство, доколку користат семенски материјал. Така да тие се работи кои што треба да се направат и мислам дека во Македонија има изврсни природни услови за едно земјоделско производство и доколку сите овие кои што и кажав правци се продолжи се работи на тоа, земјоделието има успех. Министре, да се надеваме дека и овие проекти ќе имате можност да ги реализирате. Овде завршува емисијата Бројки во продукција на Радио Слободна Македонија. Денеска 11 мај, со мен уредник и водител Наташа Мерсовска и Едина Вучков техничка реализација. Со нови содржини слушајте не и наредниот четврток во истиот термин. Јас ви посакувам убав ден. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија.